Долг од 6 милиони денари кон депонијата Русино на 4 полошки општини од вкупно 9 кои одлагаат отпад таму. Иако конечно започна да функционира како сите депонии, на сметката на јавното предпријатие кое стопанисува со неа има мал проток на пари. Директорот Бесим Догани се надева дека ќе бидат подмирени субвенциите и фактурите за да издржат до крајот на годината во исплаќање на финансиските обврски кон вработените и дневните трошоци кон операторите. Поуспешни во плаќањето на давачките се покажале помалите општини, за разлика од поголемите кои пак имаат и повисоки сметки. За нас како предпријатие, како депонија Русино се битни општините Гостивар и Тетово. Ако тие не извршат наплата на времено, тогаш и функционирањето на депонијата е во опасност, бидејќи тие се и најголеми корисници, односно одлагаат најголем дел од отпадот од Полошкиот регион. Доснат овие две општини, досни општина Желино, досни општина Јегуновце. Иако на централно ниво се бараат решенија за справување со отпадот, сепак во практика на локално ниво реализацијата оди бавно, вели директорот на Центарот за развој на Полошки плански регион Фатмир Саити. Веќе се добиени пари, тоест Министерството, владата на РМ за 5 региони да го реши проблемот до крај со управувањето на отпадот. Еден од тие региони и Полошкиот регион, меѓутоа управувањето со самите депонии, значи тековните трошоци, немаме некое решение моментално што ни дава комоција, значи не сме у убава позиција од тој аспект. Русино како дива депонија со години беше еколошка катастрофа. Од предпријатието информираат дека сега 40% од територијата каде беше полаган отпад е порамнет и покриен, а се собираат и отпадните води, со што штетата се намалува до 80%. Имаме базен каде што се собираат исцедокот и отпадните води, кои навремено ги пумпаме назад во депонијата за да истите немаат можност да течат низ шумите, ливадите кои се под депонијата Русино. Во сезона се одлагаат до 400 тона дневно, имало денови депонијата Русино да менаџира со 1000 тона. Предпријатието добило начелен договор дека од 2023 година 1 тон ќе се фактурира по 5 евра.